Добро, во изминатиот период и Ловица е она што е актуелно. Донесовте одлука за спојување на концесии чии рокови беа истечени. Сега е на ред да се подпишува анекс. Што содржи тој анекс и колку време траеше таа седница на влада, за која што министерот Бектеши тврди дека била 20? Не знам дали е процедурата да се подпише анекс. Утре имаме седница на влада во која што министерот Бектеши беше задолжен да утре реферира за сите за судски и други правни постапки кои што се преземени за Иловица наназад од 2012 и до ден денеска, од кога ќе ги слушнеме сите моменти, ќе се знае кој е следниот чекор. Ние кажавме и тој ставот е јасен. Ако граѓаните кажат дека не сакаат да има рудник, ние соодветно ќе постапиме кон тоа. Мислам дека еднаш таму имало изјаснување на граѓаните само во Босилово. Ние сме спремни дури да помогнеме да сите граѓани од целиот тој регион се изјаснат на референдум да кажат дали во суштина сака да има или не сака да има рудник во тој период и затоа ќе оставам да слушнеме утре што вистински се случувало. Точката на дневен ред имаше одредена расправа. Не можам да кажам колку време траела, затоа што искрено никој не брои на минути за расправи на точки на дневен ред, но имаше одредена расправа. Утре ќе има сигурно многу повеќе расправа за оваа точка. Добро, бидејќи викате ако граѓаните не сакаат, нема да се гради рудник таму, нема да се отвара. Тоа ќе бидете спремни да му платите на инвеститорот пенали? Па не знаеме, ние не ги знаеме сите правни моменти за дали ќе платиме или нема да платиме, затоа што не знаеме точно што ќе биде исходот и затоа прејудицирањето не може да биде нешто што јас можам да го одговорам денес, така да почекаме на одлуките утре на влада и во натамошниот период.